Помина речиси 20 години како крстарам низ Скопскава регија, каде што во изминативе 2 децении направив документарни записи за речиси 40 скопски села од вкупно 51 село, каде што мештаните ми го раскажаа минатото за нивните родни места, надополнети со веродостојни сведоштва, материјални артефакти и пишани документи со кои располагам копајчи во архивите ширум Македонија во изминативе децении, се со цел да се пробуди поривот пред се меѓу помладите по раѓање или по потекло од оваа регија, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и етнографијата, за голем број прашања изнесени делумно опатени или недопрени во овие документарни записи, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Да се биде хроничар за така народно да се изразам заборавените села во Скопскава регија, поточно речено за селата во северозападниот дел на Скопскава котлина, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збинувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов својствен начин да ги опфати оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи или снимајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини повторно и интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува, тој летописец успева да му ги доближи до читателот, до слушателот или гледачот, а читателот, слушателот или гледачот на неговите летописи не е пасивен наблюдувач, туку активен учесник во тие настани. Селските населби во северозападниот дел на Скопскава котлина се оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, каде што големиот број културно-историски, архитектонски, археолошки знаменитости со нивната зачуваност, разновидност и интегралност на овој регион му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Почитувани мои, додека така народно да се изразам, размислував и се подготвував за мојата нова дестинација, за мој нов документарен запис во Скопскава регија, во така народски да се изразам, во првите денови на новово господово 2025 господово лето, рано из утрината ми задзвони мојот телефон и го слушнав гласот на мојот пријател Миле Трајковски во Скопскава регија, богами и ширум Македонија, попознат по прекарот Чомбе, кој ми велеше: Зоране, стар пријателе, дали знаеш ти што направи со документарниве репортажи за нашиве села, како што ти ги нарекуваш заборавени, во Република Македонија, посебно во Скопскиве, знаеш ти дека со ова ти што го правиш, кој порив им го даваш не само на нас постариве генерации, туку и на младава генерација македонци, затоа ова што ти го работиш од Бога ти е дарено. Зоране, стар пријателе, имам еден предлог, а знам дека ќе го прифатиш, да дојдеш во Скопскава населба Ново село, на така да речам матицата на сите православни христијански празници, Божик, поточно речено на вториот ден на Божик, да направиш еден документарен запис за старите адети и обичаи кои полека во оваа регија замираат, а нашето Сдружение на граѓани Златна Паковица веќе 10 години овие стари божикови адети и обичаи речиси ги врати од заборавот со којничкиот Божичен марш. Договорено, одговорив.
Браво збре Зоране, алал ти вера бе пријателе, мило ми е што ете оваа наша 10-годишна традиција ќе биде преточена во еден документарен запис со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло не само од ова село, туку ширум Македонија, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за поголем број прашања изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот. И навистина така и бидна. На зборното место на Новоселското сред село, каде што беше зборното место на којњаницата Златна Потковица, чиј Божиков којнички марш прерасна во 10-годишна традиција, не тргнав според така народски да се изразам, мојот стар обичај, со мојот стар пријател и сопатник со мојот джип, со камазот, туку пешки одејчи по асфалтираната улица, која праволиниски се протегаше паралелно со железничката линија Волково-Скопје, од скопската населба Кисела Јабука, во која живеам речиси 40 на години, на вториот ден на Божик во раните утрински сати, за да присуствувам на овогодишниот Божиков којнички марш, кој и ова господово лето по 10-ти пат го организираа Друженијето на граѓани Златна Потковица, каде што ме пречека првиот меѓу еднаквите членови, воедно и председател на истоименото здружение Миле Трајковски, во Скопскава регија, а богами и ширум Македонија, попознат по прекарот Ќомбе, заедно со овогодишните учесници, којњаници на овогодишниот Божиков којнички марш, кои ги привршуваа предпојдовните подготовки во чест на Христовото раѓање. Мир Божи, Господ се роди на овој ден. Да го славиме, да не го забораваме. Јас сум Миле Трајковски од Ново село, председател на Здруженијето Златна Потковица, кое е формирано негде 2015 година. И од 2015 година активно работиме на овој ден. Првите години го чествувавме и празникот Свети Ѓорѓе на 6 мај. Меѓутоа од некои други причини прекинавме да организираме такви непријатни работи. Сега останавме да го празнуваме овој ден на 6 јануар, на 7 ствари. Да ни остане како традиција. Народот што е овде, во нашиот крај, например, населбата Ново село, селото Ново село, Кисела Јабука, Стопански двор, Волково, Кучково, оние традиции што биле на времето више заборавени се. За време на Великден, за време на Ѓурѓев ден, за време на Божич, се собирале народ на сред село, па зурли, тапани, играле, се веселеле. Меѓутоа сега тоа многу завре и ајде со одборот од нашето здружение се договоривме да го празнуваме овој ден 7 јануар, да ја вратиме традицијата, не да ја вратиме у права форма, меѓутоа еве коњите ги активираме, пошто сега и младите деца не знаат више што е коњ, да видат, да се израдуват и на тоа. Традицијата, значи, како што реков, од 2015 година постои навака. Секоја година се надоградува нешто повеќе. Оваа година имавме едно културно-уметничко друштво од млади дечиња пионири, што изиграа неколку ора горе во село Кучково, пред да стигнеме во манастирот. Крајната ни дестинација, поаѓањето ни е тука од Ново село, од кај основното училиште Тихомир Милошевски,
И од тука почнуваме со Зурли, со Тапани, конјаницата иде напред до Волково. Волково правиме една мала пауза, пак да види народот тука дека и тука постоело нешто такво на времето. Изиграа неколку ора, тапаните свираа, коњите беа мирни, од тука продолживме до село Кучково. Село Кучково имаше многу поголем број на посетители, кои со задоволство не чека и не примира таму. Беше се организирано, чак што више луѓето што се од тоа село имаа спремени валици, топла ракија, винце, овие како тиганици. Значи беше све окей. И културното уметничко друштво и тука настапи со неколку ора. Од голема радост и ова посетителите се фати и они на оно да играат, да си го вратат оној стариот, по старите што влеаат, да си го вратат старото време што било на времето. Од тука продолжиме догоре до манастирот, стасаме тамо, коњите се одморива, ние влеговме во црква, запаливме по една свеќа, како и обично секоја година. Тамо уедно му даваме почит на еден заслужен монах, кој стапи од тука на времето, са не знам која година дојде. Инако како манастир Свети Ѓорѓија постои 16 век, меѓутоа неколку години беше празен. Од кога дојде овој монахот, има голема заслуга, го обнови, направи нови објекти, направи многу работи за манастирот и со тоа што сега фактички сакаме и него да му дадеме една голема почит за неговата заслуга што е допринел за овој манастир. И господин Наум, инако ние го знаеме како отец Крајч, кој ќе доеше вако празник, например, Божич, ќе се руча дома. Порано имаше 3 пати се доручкуваше, се ручиш и се вечераш. Од ручегот усред село. Тапани, музика, оро се вие. Значи площадот у Ново село не е многу голема, но беше пун од народ. И многу луѓето беа повесели и по сега. Не знам, време многу стана лошо што да дошло празник, не може да се види еден со друг. Дури јас би ова сигурно се сикавате и на Корзото, кој што било на времето на Росија. Да, пред малку така правевме мовет со едно младо дете. Мојка, знаеш ли како Корзо имало овде у Ново село? Од центарот на селото до школа у 2 реда. Едни нагоре, други надолу. Едни нагоре, други надолу. И песни. Песни се пееле. Цело време по улица. Немаше сообраќај, празни беа улиците. Многу беше убаво, многу убаво. И тоа, за жал, се менува. Или да се сетите кога ќе беа свадбите, од четврток почнува со калењето, завршува во понеделникот. Четвртокот замесува со песни, со жените, например, тој, сабота доаѓа исто пак се собира, сега дали сабота ќе иде, ако е подалеку невестата ќе се зребе. Вечерта се спремало вечера за сите, се правила провизорни шатори, масите наредени, гостите задоволни да бидат, кувар специјално. И сега обично не знам што се правило, гулаш, гравче, тие работи. Меѓутоа, саботата тоа, неделата двората кој е поголем ќе се нареди со клопи околу, гостите седнати, дарови се носеа порано и невестата треба да ги дарува бакшишите што ги носеа гостите, невестата ги дарува со кошула, со пешки, со такви работи. И после тука продолжува ручекот. Ручекот останува од 3 сат, например 4, а до 8-9, летно време, ако има, се покасно. Неделата. Понеделникот се знае топла ракија, масите пак спремени. Пак народ, вечера, музика, убаво, све било убаво, све. Ете таа традиција ти ја продолжуваш со ергелата на којите, со бајтонот, кој што, така да речам, се уште се единствениот овде во оваа скопска околија, кој што таа традиција ја некогаш
да невестата се носи со пајтон на времето на кој ние насеја, со пајтон да види кога невестата биде интересена крај младоженецот. Пајтонот функционирал во градот во Скопје до 67 година. Од 67 година повлечени се пајтоните, иде во градски сообраќај и така продолжува. И сега ја пределно, ќе кажам, 30 години, најдов еден стар пајтон тамо. Од мераки, значи, љубовта влече према тоа. Окупив го, реставрирав го направи. И кога слушна одборов од бадникериште од градот Скопје, и ме најдова. И дојдов со мене, вака и вака, дали ќе сакаш да го возиш кумот, например, за 6 јануар, за бадник. Да го заеме од дома, да го донесеме до црква. Нормално се согласив, сепак е наш празник верски. И од тоа 30 години кај нив ги служу со пајтон. Значи, фактички, од тука почнува и пак оваа традиција се врати, затоа што немаше пајтон на Македонија. Имаше по музеите негде сигурно, негде стари. И тоа ја почна да функционирам и луѓето дознава и ме банат, за свадби, за сунети, за венчер, за тоа. Без разлика. Да. Од моја страна сите се обслужени, се колку што може. Сега малку пат да се вратиме на ова манифестација. Кој е поривот, ти се релативно млад човек, кој е поривот ти да видиш прв меѓу еднакви озруженијата Златна Поповица, да ви млади речина, те следат и, така да речам, неуморно тие се ентузијасти, неуморно да видат со тебе и ова традиција веќе трае 10 години, со намера да се пренеси на било плаќа. Па да, и они се млади, и они се ентузијасти, меѓутоа и они имаат љубов према конјот, да го прецизирам како конјот. Значи, кога имаш една љубов према нешто, ја. И се они бара од мене совет, како да биде, што да биде, се договараме, заеднички све, и одлучува ја да им бидам председател на тоа здружение. Како поискусен се да кажам, и по возраст, подстар. И до сега, фала Богу, добро функционираме, се слагаме, организацијата ни е добра. Почитувани мои утринските сончеви зраци, милувајќи го новоселското средсело, пред се овогодишните учесници, којњаници на овогодишниот Божиков којнички марш, ја навестува празничната атмосфера на православната екумена, посветена на Христовото раѓање, а ширум соседните населени места на селото Ново село, како бисер гердан се зареди народ во правец на новоселското средсело. Новоселското средсело набрзо се наполни со народ, најсетне меѓусебно да си го честитаат Божик, а воедно со благослов да ги испратат овогодишните учесници, којњаници, на овогодишниот Божиков којнички марш во правец на многовековниот манастир Свети Ѓорѓија, попатно врвејќи во населбата Кисела Јабука, населбата Волково и селото Кучково. Ајдеме кај вечно! Нека се години, до година побројни. По повеќе до година, да станеме голема традиција, да се собираме вака за убаво. Амин, За Господе. Христовото раѓање, да се слави. И да ни е здраво живо Македонија. Да ни здрава живе Македонија. Христос се роди. Вистина се роди. За многу години. За многу години Христос се роди. Вистина се роди. Амин, Боже. Твоето име, Звонко, презиме, Секуловски, од која галабија си? од руменина фамилија. А ти, момче? Јас сум Мусуров Бојан, од Марево и сакам да ви честитам Божик. Налбатот, познатот, од Волково, Кучково. Нека се години. Много години живееме. Вистина се роди, вистина се роди. Чуте, Господ, чуте, Господ. Да, Господ здрави, убавени, радосни и куќа свегде. Амин, Господе, амин, Господе.
Почитувани мои, пред да ви го пренесам поголемиот дел од видеозаписот од овогодишниот Божиков којнички марш во организација на Сдруженијето на граѓани Златна Потковица, предлагам да ве запознаам со моите досегашни духовно православни христијански сознанија, за така народски да се изразам, матицата на сите православни христијански празници Божик, копајќи низ архивите ширум Македонија. Македонскиот народ со многу внимание и почит го празнува Божик, кој започнува да се слави на 5 јануари секое Господово лето, еден ден пред Бадник, поточно речено со Коледе, каде што во раните утрински сати пред Коледе првите коледари го палат коледарскиот оган, при тоа пеејќи коледарски песни со кои се бркаат злите духови од земјата. Откако ќе се стори овај обичај, најсетне возрастните коледари, а потоа малите коледарчина, влегувајќи во секој дом, пеејќи коледарски песни, го најавуваат Бадник, поточно речено Христовото раѓање. Бадник според христијанската православна вера се празнува ден пред Христовото раѓање. Бадник има свое значење, а тоа е да се биде буден. Бадниковото празнување започнува веднаш по празникот Игнат, со палење на огнови во сред селото на селото и во селските мала. Бадниковото празнување започнува пред Бадниковата вечер со месење на обреден леб, кој го сретнуваме под различни имиња: поскура, чесница, кравајче, богача, од брашно со мелен од првиот сноп на пченицата, кој што се нарекува Божја брада, која се чува врзана со црвени конци од жетвата до замесувањето на Бадниковото лепче. Како составен дел на Бадниковото празнување е Бадниковото дрво и тоа дабот благун, а посебно неговите млади гранчиња се уште не разеленети. Сеќењето на Бадниковите гранчиња е поврзано со многу строги обредни правила. Сеќењето на Бадниковите гранчиња се одвива рано наутро, а за тој чин задолжен е домајчинот на куќата, кој задолжително е облечен во најнова зимска облека. При сеќењето на Бадниковите гранчиња, домајчинот не треба да зборува. Домајчинот кон Бадниковото дрво, поточно кон дабот благун, пристапува со посебно почитание на тој начин што дабот благун го побратимува со неговото семејство. Бадниковите гранчиња секогаш се сеќат од источната страна, на тој начин што Бадниковото гранче целосно не се сече, туку малку се подвиткува и тоа 3 пати, се додека Бадниковото гранче не добие форма на Божја брада. Бадниковото гранче не се внесува во куќата се до првиот самрак. Внесувањето на Бадниковото гранче е проследено со обредно внесување на слама и сито, кое е наподнето со сите видови на жита, како и со суви овошја со кои се посипува Бадниковото гранче, а потоа ситото се става на трпезата или до огништето. При внесувањето на Бадниковото гранче, домајчинот ги поздравува домашните, а тие го поздравуваат Бадниковото гранче со благослови. Одејќи со сламата низ куќата, домајчинот ја представува квачката, а домајчините пилињата. По Бадниковата вечера, Бадниковото гранче се остава да пренојчи, а и сутрината се става во огниште, за да Бадниковите ливчина изгорат, а Бадниковото стебленце се чува цела година. Божичните празнувања траат 3 дена. Во тие 3 дена се празнува споменот на раѓањето Христово. Во Евангелието според Лука е запишано: Римскиот император Август заповедал да се изврши попис на населението во империјата. Праведен Јосиф и Света Дева Марија пристигнале во Витлеем, бидејќи биле од родот Давидов.
Немајќи каде да преноќат, тие отишле во пештерата каде ноќевале пастирите. И токму тука се роди Господ Исус Христос. Во Евангелието според Лука се вели: не бојте се, денешка се роди Спасителот кој е Христос Господ, и еве ви знак, ќе најдете младенец повиен во јасли. И ангелскиот хор веднаш ја запеа песната слава на Бога во висините, а на земјата мир меѓу луѓето со добра волја. Ова радосна вест пастирите ја потврдија веднаш и пристигнувајќи во пештерата му се поклонија на младенецот. На поклонение дошле тројца вавилонски мудреци, носејќи му дарови, злато, ливан и смирна. Секој дар со посебно значење. Ливанот го означува Бога, смирната човекот, а златото Господарот, што во преносно значење овие дарови представуваат една целина, и Бог, и човек, и Господар. Во црквата овој празник почнува да се празнува при крајот на 3 век, затоа што до тогаш црквата, телесното, духовното, односно крштенијето, заедно ги славеа наречено Епифанија. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во Скопскава населба Ново село, поточно речено во Новоселското средсело, кое беше преполно со соборскиот народ, најсетно меѓусебно да си го честитаме Божик, а воедно со благослов да ги испратиме овогодишните учесници, којњаници, на овогодишниот Божиков којнички марш во правец на многовековниот манастир Свети Ѓорѓија, попатно првејќи во населбата Кисела Јабука, населбата Волково и селото Кучково да направам документарна репортажа. Почитувани мои, предлагам пред да го проследите поголемиот дел од документарниот запис, што соборскиот народ од Новоселското средсело со благослов ги испрати овогодишните учесници, којњаници на овогодишниот Божиков којнички марш во правец на многовековниот манастир Свети Ѓорѓија, попатно врвејќи во населбата Кисела Јабука, населбата Волково и селото Кучково, да ги проследите истражувачките сознанија за црковно-манастирскиот духовен живот не само во скопското село Ново село, туку во сета етничка Македонија, на еден од најпознатите денешни антропогеографи, етнолози и историографи, професорот Драгослав Минуски, во продолжение на оваа репортажа. Традицијата е збир на материјални, технички и духовни знаења и достигнувања, на вредности и модели на однесување. Традицијата е првенствено устно, а потоа и писмено пренесување на знаења, вештини, манири и обичаи во рамките на една култура. Таа е повеќе слоен поим, па ја вклучува устната традиција како таква, но и сите обичаи, обреди, конвенции, верувања, научени знаења, уметности и занаети, ритуали, морални правила. Традицијата на еден народ е многу важна, бидејќи го одржува континуитетот и етничките особености на тој народ. Народните обичаи се создавале за задоволување на различни човечки потреби, а како што се развивале и менувале одредени потреби, се менувале и обичаите. Денес има се поголема тенденција за обновување на обичаите и нивно прилагодување на помодерен начин на живење. Постојат ритуали кои вклучуваат славење на одредени денови во годината. Кога станува збор за ритуалите, религијата игра многу голема улога, која вклучува облици на однесување за време на прославата на важни светци и пророци.
Традицијата има улога да ги зачува обичаите, навиките, обредите, како и да ги пренесува, но денес се работи на систематско собирање и архивирање, филмско, новинарско, музичко и слично, за да не се изгаснат елементите на традицијата кај народите. Голема улога во зачувувањето на традицијата има јазикот што го зборува одредена нација. Без јазикот, како средство за комуникација, било вербално или невербално, не е можно да се зачува традицијата или да се доближи до другите народи. Традицијата на нацијата е извор на целото богатство. Традицијата на еден народ е олицетворение на сето богатство што може да ја презентира една земја. Во Македонија, таа овозможува да се зачува, негува и афирмира културниот идентитет на македонците и Македонија, бидејќи македонското творење има бесценета вредност како културно обележје. Традицијата на еден народ е олицетворение на сето богатство што може да ја презентира една земја. Во Македонија, таа овозможува да се зачува, да се негува, да се афирмира културниот идентитет на македонците и Македонија, бидејќи македонското творење има бесценета вредност како културно обележје. Македонија има непроценливо културно-историско наследство. Македонија е земја во која минатото оставило скапоцени траги, а сегашноста уште повеќе ги разубавила и ги опременила. Во Македонија, старата и богата македонска традиција на најубав можен начин се измешала со напредокот и со современиот живот, па така сплотени заедно представуваат една успешна целина која во себе ги содржи сите елементи на една култура која се темели на своите вековни обичаи. Македонците се топли, дружелюбиви и едноставни луѓе, со големо срце, луѓе кои ги има низ цела Македонија и кои се душата на овој прекрасен дел од земјата. Верските празници го обединуваат народот, го поттикнуваат да ги продолжи вековните традиции и обичаи, кои ги негувале и чувале нивните предци и ги создавале црковното македонско градителство и уметничкото и културното богатство. Значајно е тоа што божествените литургии ги посетуваат и многу млади луѓе, кои правилно ја толкуваат и ја применуваат православната христијанска вера, а некои од нив учествуваат во процесијата, во црковното хорско пеење, во зависност од афинитетот, учествуваат во одржувањето на сакралните објекти, како помош и придонес на сопствената вера. Во врска со празнувањето на црковните празници, се вели дека со празникот треба да се живее, истиот треба да се доживее, да се празнува за да бидат душите полни со радост. Радоста во Господ и радоста од Господ не може ништо да ги намали или замени. На празникот празнува секоја македонска православна душа. Празнуваат и иселените македонци, кои постојано доаѓаат во посета на своите таткови и родни огништа. Да останеме во родните места, со нас да останат и верата, и црквата, и народот, и македонската држава. Почитувани мои, предлагам да го проследите поголемиот дел од документарниот запис од соборскиот народ во Новоселското средсело, со благослов ги испрати овогодишните учесници, којњаници, на овогодишниот Божиков којнички марш во правец на многовековниот манастир Свети Ѓорѓија, попатно врвејќи во населбата Кисела Јабука, населбата Волково и селото Кучково, во продолжение на оваа репортажа.
Веќе 10 години традиционално, како и секоја година, се собираме Сдруженијето Златна Потковица. Маршот го започнуваме од школата Тихомир Милошевски во 10 часот. Со зубли, со тапани, тука се собираме сите за да започне поборката према село Кучково. Се задржуваме на кратка пауза во Волково, во сред селото. Тука се прави една мала манифестација, се игра, селаните се собираат, деца се собираат и тука се прави една мала манифестација доека и коњите да одморат. После продолжуваме до селото Кучково. Веќе во Кучково, тука е по-бројнено се собираме деца, игрорни групи, социјални од местото. И тука се задржува малку повеќе, тука се дела за младите дечиња, тиганици, некои банички. И тука се задржуваме доста повеќе и коњите тука повеќе одмараат, зашто патот е малку тежок за одење. Кога ги видов оние мали девојчина, оние мали дечина, момчина, облечени во наша македонска традиционална ношија, каде што беа накитени со носиите кои што нашите баби на времето малку трпно, дури на камбуце ги кајали и ги везеле накитени со така речено со парички, со сребро, а пак и носијата долу со оние убави шарени хитни чорапи и оние опинци на времето што нашите дедовци ги правеле од свинска кожа, а и траеле многу долго време. Јас тоа време не го памтам, но вчера со разговор со мајка ми разговараме дека ова веќе многу одамна не се зиграло такво коло од 70-те години, толку народ и селска ношња да се носи во селото. Тоа имаше големи импресии од народот и од сите нас. Не се памти, значи многу години веќе тоа е изумрено. После толку години пак се развија коло во сред селото, што порано било тоа скоро секој дневе. Сега ретко, али дојде и тој ден. Се надеваме дека до година ќе биде уште поголемо. Разговараме дека со неколку културно-уметнички друштва да има една програма од поголем размер, да се подугачко да трае собирот, повеќе да има некои селски песни, да се изведе нешто поголемо. Така е планот, па сега ќе видиме до година здравје. Лугина би рекла дека ти по мајкина линија си од Кучково, по таткова линија си од селото Бразда, Скопска Црногорие, а според твојата сопруга си од Славна Дебарца. Ајде една споредба да направиш со традициите во твоето родно село, на таткови селото Бразда, Кучково по мајка ти и традициите што ги негуваат во Славна Дебарца. Најубаво е таму кај што си роден. Јас сум по потекло од Скопска Црна Гора, од селото Бразда по татко. По мајка сум од селото Кучково, а сопругата ми е по потекло од Охридот Славна Дебарца, од село Злести. Јас не знам како е баш по Охридскиот дел, во Дебарскиот дел, али слични се обичаите, православните обичаи сегде се слични, али јас сум тука роден во подножјето на Кучково, значи Атер Кучковски е тука сум роден и тука мене ми е најубаво и тука се чувствувам дома. По таткова линија, како се викаше или се вика дедоти и бабати. По таткова линија дедо ми се викаше Александар, а мајка му се викаше Даница. А по мајкина линија дедо ми се викаше Стојко, а баба ми Зорка. Славна Дебарца е цела прекрасна, селото е прекрасно, често одам таму. Сопругата ми е од фамилија Периќовци, дедото се вика Цветко, али од времето се одселени во Скопје, значи само потеклото им е таму. Има куќа, одиме таму, сеама само на викенд. Значи, корените не се заборават? Не, никако, не. Кој му е куќна слава на Чапкоти кој што овој и ден денешка ја славите? Куќна слава е Петковден и по таткова линија и по мајкина линија. Петковден е куќна слава.
Твоето име? Даниел Презиме? Николовски Од каде си? од Ново село. Од Ново село. Од која галабија, која фамилија? Ѓуѓевска фамилија. Така. Која година ти е прва или редослед или Од 10 години. значи од основањето? Нека е денот за години. Твоето име? Звонко Секуловски Од од Ѓорче Петров. Старо селелец во Ѓорче Петров. Старо селелец потекло од Кучково. Од која фамилија? Руменина фамилија. Кој ти е куќна слава тебе? Кучна слава е Петковден. Петков ден. Нека е денот за години. Амин Боже. Нека е денот за години. Многу години нека е. Налбатот од Кучково. од Кучково. Ние правиме репортаж за село спред 10 години. Твоето име? Живко Трајковски. Од која галабија си? Беглеровски. Од Беглеровска. Најстар овдека со 31 година. Дека можам да стоим на седмо ќе јавам. По кој пат сте сега до сега? О, многу па јас сум од таму. Значи од основањето. Така, така. Твоето име? Војчо Презиме? Станко, Од каде си? село Злеово, Радовишко. Село Злеово Радовишко. Имам појдено таму. Да. Убаво село. Имавте емисија. Да, убаво село. Овде каде доаѓате прв пат во Кучково? Лани бев. А и лани, а? Која е пораката што ќе им спратите до нашите македонци, еве да се гледаме за Божи Велиден? Нека се срекни радосни, да нема суета и напред ќе успееме. Се гордеам што знамето на мојата татковина на Република Македонија, еве овдека денешко во Кучково на ова манифестација на овој за Божик, едно младо чупе да биди со коњот и да присуствува на оваа традиција. Твоето име презиме? Мија Поповска. Ти од каде си? Јас сум тука од Кучково. Од кој? Од тука од Кучково, татко ми е. Супер ми е чувството да јавам, веќе втора година. И, ајде сега, пораката до овој чего. Која е мотивацијата да? Па дека треба да живнат сите дека треба овој спорт да се врати, дека треба сите да правото да јаваат. Исто така и традициите и обичаите да ги негуваме. Да сте ми здраве и жива. Ај, се испотил машала, се испотил, а? На, како му е името? Боби, Боби, што години има? да те излажам. Твоето име? Христијан Поповски од село Кучково. Од Кучково? Точно. Од која галабија попрека? Дарови, Така. Каде живееш во? во Волково. Во Волково. Ѓорче Петров. Кај ти е пубаво, Кучково или Волково? Кучково секогаш. Кој му е куќна слава на татко ти? Света Петка, Света Петка. Нека е денот за години. за многу години. И уште нешто да те прашам. Синоќа за бадникот каде падна паричето? Кај мене, два пати. Ај, нека за години. За многу години. Момче, твоето име? Марио Стојков. През Стојков, од каде си ти? Ѓорче. Од Ѓорче. По потекло? Кучково. Од Кучково, од која фамилија? Талџи. Така, како му е името на... Видра. Видра. Така. По кој пат си орчи го... Додека од почеток секоја година. Што е тоа што те влече да биди секоја година присутен на Божикот, што се вика? Традиција убаво ке. А една порака да им пратиш до сите наши македонци, каде ти е да се наоѓаат, било во Република Македонија, било во Егејскиот Пиринскиот дел, било во Мала Преспа, било во Америка, Австралија, дали е добро да се дојдат дома барем еднаш да откучат оние заригени катанци, затоа што хубаво место од оното нема никаде. Така е. Нека ни е здрава и жива Македонија. И вечно. Ајде. Така. Момче ти? Јас сум Музуров Бојан, иначе доаѓам од Убарево. Така? Мене ми е прв пат оваа традиција да јавам. И чувството е преголемо. Вамо долу према Трубарево, према Лисичу има една голема коњица или да се вика. Се присуствувал овој некој што таму. Да. А дали си бил член на та коњица или не? Не. Не, а? Ајде еден ден ќе... Да. Само се Господ напред. Нека е денот за многу години. За многу години. Оп.
Благослови, Владико. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За мир од небото и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, Боже, дай ми здравие, кажи дедо. Свети Ѓорѓе да те чува. Бати, добро, не знам, малечко. Браво, съм ти на дедо му. За блаженейшиот архиепископ наш Охридски и Македонски Михаил, за честното свештенство во Христа ѓаконство, за сиот клир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За благочестивиот и Христолюбив православен народ наш, за неговата држава и војска и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, За овој град, за секој град, за секоја земја, за нашата земја и за сите што живеат во ни со вера, да се помолиме на Господа. Господи, Христос се роди, нека е вековито, за многу години. Христос се роди, маче. Оваа година е 10-та веќе, као што организираме и веќе стана традиција. Секоја година што побрани да бидеме. Ке ни биде чест и задоволство, секоја година да се дружиме, што повеќе да уживаме у празников и традицијата да остане за веки векова. Да сме живи и здрави. Еве овдека се наоѓаме во манастирот Свети Ѓорѓе, многу вековниот манастир Свети Ѓорѓе, кој што овдека од памтивека па до ден денешен, од генерација на генерација се продолжуваат традициите и обичаите како за Коледе, така за Бавник, така и за Божик, па овчего и за Стара Нова година, и за Водици и сите наши православни македонски празници. Меѓутоа, Кучково е познато низ вековите и ова село е опеано и во една нова песна. Токму така и сега може да почне. Гари, ајде со песната Кучково! Кучково!
Почитувани мои, не ми се напушташе Шкопската населба Ново село, но морав да се заминам затоа што ме чекаат и другите села во Шкопскава регија и за нив да направам документарни записи со едно ветување дека повторно ќе наминам во Шкопската населба Ново село, шаде Господ на сите нам живот и здравие да ми дава.